North Macedonia has demonstrated robust commitment to the alliance and its values. Комисијата за надворешни работи во Сенатот за време на вчерашниот распит за влез на државата во НАТО истакна дека брзата ратификација на протоколот ќе покаже не само дека САД стојат зад нешто што го поддржуваат, туку и дека алијансата е важна и силна. Сведок за подготвеноста на Северна Македонија да влезе во НАТО и Европската Унија беше помошникот државен секретар на САД за Европа и Евразија Филип Рикер, кој рече дека државата работела напорно за влез во НАТО. Има силна поддршка за Северна Македонија на незиниот пат да стане 30-та членка на НАТО. Администрацијата и јас лично многу посакуваме тоа да се случи. Според него, сега наред е Европската Унија да ја награди државата за исполнување на потребните реформи. Бирократијата и патот да се утврди конкретен датум е нешто што зависи од земјите членки на ЕУ. Што се однесува до САД, ние ја истакнуваме важноста за НАТО процесот и очекуваме напорите на државата да ги видиме наградени. Веруваме дека и ЕУ ги има истите цели. Истиот став Рикер претходно го истакна и пред сенаторите во комисијата, одговарајќи на нивните прашања, меѓу кои за владење на правото. Should the US advocate for the appointment of another special prosecutor to deal with corruption cases? Рикер рече дека е убеден оти владата ќе го реши статусот на специјалното јавно обвинителство. Ќе продолжиме да зборуваме со владата за тоа, бидејќи сакаме да ја видиме оваа институција која е суштинска за одење напред. Исправувањето на државата со руската пропаганда е показател за подготвеноста за влез во НАТО и Европската Унија. Државата успева да види какви пораки Русија би испратила, подгревајќи антинато реторика и етнички тензии. Потоа им порачува на граѓаните дека треба да очекуваат вакви пораки и да не паѓаат во замка. Многу е важна брзата реакција на САД социјалевропските партнери да ја сватат важноста на евроинтеграцијата, не само за стабилноста на Северна Македонија, туку и за целиот регион, заклучија сенаторите. Сепак според нив на државата ја останува работа да ја усоврши демократијата. Порачаат членките на НАТО да ја повикаат целосно да ги адресира предизвиците и процесот да го сметаат за завршен само кога ќе се исполнат сите реформи. По сослушувањето во Сенатската комисија за надворешни работи, следен чекор е протоколот за влез на Северна Македонија во НАТО да оди на гласање во Сенатот. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон.